Тетовскиот суд ги прогласи Флорин Бесими и Артане Теми за виновни и ги осуди на по 1,5 година затвор за пожарот во модуларната болница во Тетово. Обвинението против нив е сериозно прекршување на јавната безбедност за неинсталирање противпожарни апарати. Покрај двајцата директори на болницата и самата Тетовска клиничка болница беше прогласена за виновна како правно лице, при што доби парична казна од 1 милион денари. При читањето на пресудата, судијата Реджеп Муса нагласи дека предметното кривично дело предвидува казна затвор од 1 до 5 години, но објасни дека се земени предвид отежнувачките и олеснителните околности за обвинетото лице. Поранешниот директор на Тетовската болница Флорин Бесими изјави дека ќе продолжи да бара правда на други судски инстанции, бидејќи според него ова судење се претвори во судење за вина против оние кои немаа ниту моќ, ниту одговорност за оваа трагедија. Mua më akuzuan për mungesë të aparateve për zjarr, a në fakt unë në thelb kam qenë kundër këtij objekti. Më kanë refuzuar edhe kam refuzuar ta pranoj këtë objekti. Ja shihni këtu poshtë, kam dëshirë ta shihni ku nuk jam e nënshkruar. Edhe dokumente tjera shihni këtu që kam. Këtë e din edhe prokuroria, e din edhe gjyqi, e din këtë instancat se edhe nuk e kam pranuar, edhe për më e kam cek, edhe ekziston dokumenti, nuk e mur parasysh. Edhe pse dëshmitarët konfirmuan që ka pasur aparate, edhe ne gjatë procedurës arritëm të dëshmojmë se ka pasur aparate. Kjo nuk është drejtësi. Kjo është mangje e vërteta. Unë nuk kërkoj mëshirë. Unë kërkoj drejtësi për viktimat dhe për veten time. Kërkoj që të zbulohet e vërteta. Vlerësojmë se ky vendim është pasojë e konstatimit të gabuar të gjendjes faktike dhe interpretimit të gabuar të dispozitave të ligjit për procedurë penale dhe kodit penal. Kundër të këtij vendimi në kohë do të deponojmë ankesë pranë gjykatës së apelit dhe presim që e njëjta të nxjerrë vendim meritor. Поранешниот директор Бесими во разговор со медиумите исто така рече дека семејствата на жртвите не заслужуваат површно објаснување и лажни обвинувања за вина, туку бараат да се дознае вистината. Вистина за која Бесими рече дека ќе продолжи да зборува и нема да застане. Семејствата на жртвите изразија разочарување од одлуката на судијата. Не си фамилјар, nuk jemi të kënaqur me këtë vendim që e mori gjykata, se me marr pak me matematikë me pjesto 14 viktima për një vit e 6 muaj vend, si sa dhe viktim ka 1 muaj të bëjë burg. Do me thonë, vlerë e një qytetarit në Republikën e Maqedonisë pa vlerë vetëm 1 muaj. Kështu që ne si familjar nuk jemi të kënaqur me vendimin. Vendimi i gjykatës sot ndehemi turpruar dalësh për gjykatës për 14 persona vdesin dënohen 1 vit e 6 muaj. Në zhvejën e vetë gjithë është ma merë këtu si jetohet. Ky shtet nuk bëhet asnjëherë. Членовите на семејствата бараат во овој случај да бидат вклучени поранешниот министер за здравство во времето на трагедијата, компанијата што ги градеше модуларните болници и тој што ја инсталирал електричната мрежа. Ова судење следи по судењето што заврши во јуни 2023 година, каде што на обвинителна клупа беа поранешниот медицински директор на Тетовската болница и поранешниот економски директор, лекарот одговорен за ковид центарот и Тетовската болница. Во мај 2024 апелациониот суд во Гостивар одлучи повторно да ја отвори постапката против директорите, бидејќи првата пресуда се сметаше за нејасна, но ја потврди ослободителната пресуда на доктор Бобан Вучевски. Така, дел од случајот против двајцата поранешни директори беше вратен на повторно судење.